Добро утро на сите. Како зборува Светиот Дух, ја мислам дека ќе приметите во продолжение, затоа што една од темите на која ќе зборам е токму војотот кој Никол го даде на самиот почеток. Но нема да ви откривам сега, ќе видите во продолжение, ќе слушнете во продолжение. Пред некој ден сакав да ја земам Библијата од полицата за книги кај што ми стои и таму Фани нареди некои украси, нормално украси се во согласно со сезоната, имаше ангелче нешто така натаму. Мене ми падна ангелот од полицата на книги и направив белја. Искршив крилцето и главата. Главата му падна на ангелот и крилцето му го скршив. И баш ми беше жал, но баш видов денеска, уствари дека Фани го поправило тоа. Супер. И во тој аспект денес ќе зборам за ќе почнеме нашата божикна серија проповеди Адвент. Адвент е терминот кој западната црква го користи да го опише периодот од неколку 5 недели пред Божик, заклучително со самиот Божик, Адвент. Кај нас во источна традиција тоа е познато како божикните пости. Периодот е отприлика сличен на тоа како црквата уствари се спрема. Зошто го користиме тој период или зошто црквата си спомнува за тоа? Е затоа што црквата големо внимание дава на Божик и на Великден, затоа што црквата живее во тој период на доаѓањето Христово и на тоа повторно исчекување на повторно Христово доаѓање. Црквата на некој начин пред Божик и Великден се спрема за тоа и размислува за таа работа. Исто така има работи кои црквата ги комуницира после Божик и после Великден. На некој начин црквата останува во тој период на размислување за Христовото дело на крстот и за Божјата спасителна мисија во целост. Денеска поднасловот на темата за која ќе зборам ќе биде светот на ангелите. Дали сте размислувале многу за ангелите? Не знам дали сте размислувале. Ангелите се многу интересна тема за која јас размислував. Сметам дека би било убаво оваа сезона да почне токму со ангелите. Има многу сведоштва за ангели и приказни за ангели, како луѓе имале искуство со такви небесни битија. Има многу ситуации во Библијата кога се појавуваат ангели на одредени личности во Библијата. И некако звучи интересно да се има такво искуство. Читате во Библијата му се појави ангел. Едноставно, вау, не знам ни како да го процесирам тоа, да видиш ангел. Понекогаш мислиме дека таквото искуство драстично ќе зголеми нашата вера. На крајот, на краиштата, ние сме генерација која има една парола: seeing is believing. Да видиш, значи да веруваш. Тоа е тоа. Значи чим си видел, тоа е тоа, нема сомнеш, нели? Не знам дали баш секој сака, ама многу луѓе би биле многу радосни ако видат ангел, да видат едно такво величествено битие. Секој сака да види ангел, мислам барем дека секој сака да види ангел, но тоа што го читам во библискиот текст и од искуствата на луѓе кои ги споделиле таквите видења, за ангел да се појави, треба да бидете во ситуација за потреба да се појави ангел. Често пати ние не сакаме да бидеме во таква ситуација во која е потребно да се појави ангел. Ти понекогаш се тешки ситуации во кои има потреба од интервенција од ангел. Погледот кон ангелите ни дава еден поглед во делот од Божјото создание каде тој пребива. Нивната работа ни ги открива Божите намери, Божите планови, нивните зборови откриваат многу како Господ размислува, што тој сака да направи, каква во суштина е ситуацијата, пошто имате една ситуација каде што Библијата е опишана и доаѓа ангелот открива еден свет, една ситуација која нема врска со реалноста, која во суштина е видлива. Едноставно ангелите го откриваат Божјиот поглед на ситуацијата, како во суштина е вистинската ситуација. Нивните зборовите на ангелите често пати не потсетуваат на Божите ветувања. Нивната поставеност секогаш укажува кон Бог Создателот. Нивната радост, и ангелите се радуваат, тие се битија кои се радуваат, исклучиво зависи од исполнувањето на Божјата волја. Кога се исполнува, кога човекот ја прифаќа Божјата волја во неговиот живот, тогаш
тоа е моментот на најголемата радост на ангелите. Тогаш се радуваат ангелите, тогаш се радува целото небо, како што ги каже еден библиски текст. Во Стариот Завет зборот ангел или гласник, иначе тие се зборови кои се повторува во Стариот Завет. Во Стариот Завет се спомнува повеќе од 200 пати тој збор, во Новиот Завет повеќе од 80 пати. Се на се во целата Библија има повеќе од 300 пати каде што се спомнува зборот ангел или гласник. Сега малце има теологија, мислам дека ќе биде лесно за разбирање, ама ќе биде интересен, се надам дека ќе биде интересен вовед во темата која сакам да ја зборам. Еврејскиот збор е малце интересен на македонски. Еврејскиот збор за ангел на македонски е малак. Малак. Тие што сте од Струмица знаете што тоа значи. Малак е обично кога сакаме извалкано кога некој дете ќе го укориме и каже абе малак еден. Тоа е еврејскиот збор за ангел, малак. Веројатно коренот на зборот, еврејскиот збор малак е лаак, што значи да се испрати гласник. Тоа е акцијата кога испраќаш некој гласник. Тој збор во комбинација со зборот малекут, значи порака, честопати порака која се користи во контекст на малак, на гласникот или ангелот, како носител на пораката. Тој е зборот малак, лаак, испратена порака и малекут е зборот за порака. Новост. Грчкиот збор за ангел е ангелос. Тоа е транслитерација, кај нас се преведува кога се зима странскиот збор и се запишува исто како што се изговара, тоа се вика транслитерација. Ние го имаме тој збор од грчки транслитерација и го користиме истиот збор. Ќе почнам од тука, ќе почнам од искривената слика за ангелите. Има многу работи кои ние ги веруваме за ангелите кои немаат врска со реалноста или со библискиот текст. Едноставно се дел од одредено предание, традиција и така натаму и така натаму. Никаде во текстот не се спомнува дека ангелите имаат крила. Ангелите секогаш се појавуваат како човек во светли облики, ама немаат крила. Тие се представени дека летаат, но никаде не пише дека има крила. Херовимите и серафимите се представени дека имаат крила, но не и ангелите. За таа категоризација нешто малку ќе спомнам, подоцна, ама многу малку, затоа што не сакам да навлегувам во, да кажеме, малку подлабока ангелологија, така се вика, тој дел од теологијата која се занимава со ангелите. Прикажувањето на ангелите со крила, и такви како што ние ги перцепираме сега, знаете во снегот, крила и вака, или како што ги имам, како што на овој, што направи вака требаше, се извинувам. И овој ангел што го скршив крилцето, таа перцепција за ангелите излегува од Ренесансата, кога во суштина се популаризира таквиот приказ на ангелите. Втора работа, ангелите се представени како духовни битија. И тие се духовни битија, но тоа не значи дека тие се некорпорални или тоа не значи дека тие се безтелесни битија. Знаете, духовно битие и безтелесно битие се две различни категории. Тие се духовни битија, но тие се телесни, имаат корпус, имаат тело. Секогаш кога се појавуваат во Библијата, тие се појавуваат во човечка форма. Имаше двајца луѓе во светли облеки кај гробот на Исус, кои беа ангели, кои на некој начин ја кажаа добрата вест на тие учениците кои дојдоа на гробот. Трета работа. Знаете, често пати имаме јасна поделба и детална традиција за лошите и добрите ангели. Имаме многу онака јасна традиција кои се добрите ангели, кои се лошите ангели и така натаму. Целата тоа знаење и тие информации произлегуваат од еврејската традиција, но не во целост од Библијата или од канонските текстови. Тоа не значи дека треба да се отфрли целосно тоа што го знаеме, но треба да се земе со резерва. Крајниот авторитет пред кој треба да се гледа традицијата и да се проучува е преку Библијата. И дали и во што се вклопува таа традиција во контекст на библиската приказна. Исто така, на тие работи треба да им се придодава важност онолку колку што им придодава самата Библија. А самата Библија за таа некоја остра категоризација не дава многу важност. Толку важност треба и ние да ја придодаваме.
Знаете, апостол Павле една црква укорува дека ве толку забегавте у тоа зборување филозофии и ангели, оно што некои од вас почнаа да слават ангели. Апостол Павле вика центарот, враќање кон центарот, враќање кон Исус повторно и повторно и повторно. Тие се интересни теми за разговор, но центарот и суштината е Исус. Точка. И последната веројатно очигледен пропус или промашај е дека ние ѓаволот со тоната го гледаме како паднат ангел. Така ли го гледаме? Повторно, деталите кои се популарни, кои ги знаеме онака популарно, произлегуваат од традицијата, но не и од Библијата. Библијата го дефинира со тоната како битие и користи алегории за него. Змијата, змејот, првата змија која лажеше и така непријателот, во некои текстови го открива како оној осудувач кој стои во Божјото присуство кој ја осудува постојано црквата, како се вика тоа, обвинител, јавен обвинител. Он постојано не обвинува, постојано. Види го Живко, види што направи Живко. Овој не ја заслужува твојата милост. Овој треба да оди во овој мој, овој треба да оди во пеколот, прави гревови. Тој постојано тоа го прави. Тоа е неговата функција. Библијата го поставува на многу го представува на многу начини. Но зборот паднат ангел и слично на некои места со тоната и паднатите ангели се појавува тоа, но како паднат ангел, како звезда деница и така натаму, која била падната, тоа е толкување и произлегува од традицијата, но не од Библијата. Интересно, нели? Мене ми е барем интересно. Може би на вас вие не направи голема разлика во мојот живот. Добро? Како и да е. Што всушност традицијата зборува за ангелите и во која традиција можеме да најдеме повеќе ресурси за ангелите? Голем дел од таа традиција за ангелологијата, тоа што ви кажа за ангелите, се развива помеѓу периодот помеѓу Стариот и Новиот Завет. Стариот Завет е пишуван до некаде 400-та година пред Христос, а Новиот Завет случувањата се пишувани од 40-та, 50-та година после Христос и натака. Значи во тој период тука се развиваат сите тие малку познати традиции за ангелите, за таа некоја хиерархија, категоризација и така натаму и така натаму. Во периодот помеѓу Стариот и Новиот Завет се развива таа еврејска ангелологија. Има појава на текстови кои се ќе користам еден термин дефтероканонски, кои се додаток на канонот на Стариот Завет. Еве да кажеме ова Библија, ако ја зена само да видам. Ова мислам дека е само со 66 книги. Само да видам. Имате издание, да, ова е со 66 книги. Е така. Имате издание кој има дефтероканонски книги, тоа се книги кои се да кажеме авторитарни во историјата на црквата и за евреите, но не се авторитарни теолошки, кои се додаваат на ова. Ова е со 6 книги, јас имам дома со дефтероканонските книги. Сите тие книги имаат историска важност, информациите во нив се важни, но протестантската традиција не ги гледа како авторитарни за животот и верувањето на црквата како канонските 66 книги. Како дел од дефтероканонскиот корпус се книгите на Товит, ако се слушаме за Товит, веројатно едни од најпознатите се Макавејските книги, прва, втора, трета, четврта Макавејска книга, книгите на Езра и така натаму и така натаму. Голем дел од развојот на ангелологијата се должи на овие традиции. Освен дефтероканонските книги, кои сега ги спомнав, има и такви кои се во категорија на псеудефиграфа. Тоа е грчки збор, псеудефиграфа. Тоа се книги кои во одреден период биле влијателни во одредени традиции кои имаат потекло од времето на периодот помеѓу Стариот и Новиот Завет и кои во текот на историјата испаднале од канонот, затоа што не го поминале ни тестот на канонот, ни тестот на времето. Тоа се книгите на Енох, ако сте ја слушнале книгата на Енох, позната книга е, или книгата на јубилеите и некои други еврејски традиционални текстови. Во книгата на Енох има развиено ангелологија голема. Ако сте ја читале, за мене интересен текст, историски текст. Ангелологија која се базира на некакви устни преданија и кој има влијание од традициите на околните
народи. Ако сте го гледале филмот за Ное со Расел Кроу, ако сте го гледале, тој филм користи голем дел од традицијата која е пишувана во книгата на Енох. Не е базирана на библискиот текст, туку од книгата на Енох. Заради влијанието на околните традиции во развитокот на ангелологијата, на таа теологија, заради таа причина во првиот век ги имате групите во Синедрионот кои не се согласуваат. Еве на пример ги имате фарисеите и ги имате садукеите. Имате во првиот век и сикате од кај произлегуваат тие две групи? Произлегуваат од таму. Заради влијанието на околните традиции, најмногу грчкиот дуализам и теологија, пред се мислам на грчкото разбирање на духовното дека е добро, а телесното дека е зло, тоа е грчката на некој начин теологија. Духовното е добро и возвишено, телесното е лошо. И тоа да кажеме едно од тие криви учења на црквата во првиот век, кои се појавиле и кои црквата ги отфрла, категорично ги отфрла. Затоа што црквата верува во доброто на созданието. Доброто на телесното создание, кое е паднато, но е добро. Затоа Исус доаѓа да го откупи. Во првиот век, се да не ширам многу, да одредена група на евреи го отфрлаат тој светоглед, ти на некој начин влијанието, отфрлајќи го влијанието на грчката филозофија, на духовното дека е добро и телесното дека е зло, тие отфрлаат целосната категорија на духовно. Нема ангели, нема духови, нема воскресение, ништо нема. И тоа е убаво документирано во Новиот Завет, каде што кога апостол Павле е обвинет, тој на некој начин почнува една тема која наместо него да го обвинуваат, почнуваат овие две групи да се карат едни помеѓу други. Во Дела 23 глава 8 стих вели вака: зашто садукеите велат дека нема ни воскресение, ни ангел, ни дух, а фарисеите го признаваат и едното и другото. Имате две групи кои почнуваат да се караат. Причината зашто садукеите го отфрлиле тоа затоа што веруваат дека таа теологија, таа развиена теологија има влијание од околните народи и не почнува, не се базира на текстот од Стариот Завет. Затоа го отфрлаат тоа. Мислам дека овој вовет е доволен за ангелологијата и развојот на таа традиција. Нема доволно повеќе. Но што Библијата ни открива за ангелите? Што библискиот текст ни открива за ангелите? Кои се тие некои важни работи кои ние треба да ги знаеме за ангелите? Што во суштина се ангелите? Кога се појавуваат? Која е нивната функција? Дали има некаков ранг помеѓу овие битија? Каква е нашата положба во контекстот на ангелите? Јас би одговорил на две поважни прашања. Многу поважни прашања. Прва работа е која е нивната порака? Затоа што тие се гласници, значи ако се гласници, тие се носители на порака пред се. Прва работа, која е нивната порака? Втората работа, што ни откриваат зборовите на ангелите за Бог и за светот околу нас? Јас верувам дека на тој начин ние ќе погледнеме во светот каде што пребива Бог. Кога ќе погледнеме во зборовите на ангелите, гледаме директно во светот каде што пребива Бог. Да видиме што всушност комуницираат ангелите. Зборот ангел пред се не открива природата на тие битија, туку нивната функција. Зборот ангел во суштина не го означава како кога ќе кажеме човек. Кога ќе кажеме човек, први размислуваме за суштината на човек. Кои сме ние како битија? Кои сме ние како создадени битија на земјата? Но кога ќе кажеме ангел, пред се тој збор не означава суштина некаква, колку што означува функција. Како да кажеме механичар. Разбирате? Ни подразбираме дека тој е човек, но тој збор пред се означува што? Што тој човек работи. На сличен начин означува зборот ангел. Не знаме дека тоа е некое небесно битие, но тоа е помалку важно. Повеќе важно е која е неговата функција. Ангел значи гласник. Тие се гласници, носители на порака, извршители на задачи. И тоа во библискиот текст е многу поважно отколку теолошкиот дискурс за тоа која е нивната суштина и нивната природа и нивниот ранг и така натаму и така натаму. Прв пат ангел, зборот ангел се појавува во контекст на приказната на Авраам. Пред Авраам Господ директно на некој начин е пишувано дека зборува со луѓето.
Господ му зборуваше на Ној. Господ му го предупреди Каин, немој да вршиш греф. Господ го предупреди Каин. Но од Авраам навака Господ зборува преку ангел. Да кажем нешто и за рангот. Библијата зборува за некако си небеско воинство. Што и да значи тоа. Јас повторно нема да навлегувам во некои како да кажам, несуштински дебати, затоа што како прво не сакам. Второ работа верувам дека ќе промашиме целта. Во библискиот текст можеме да видиме дека се спомнуваат ангели, серафими, херовими и така натаму и така натаму. Според разбирањето, теолошкото разбирање, ангелите и серафимите според ранг се на некое исто ниво, но со различен изглед и функција. Изгледат различно, имаат различна функција, но според ранг изгледат исто. Херовимите, од друга страна, претежно се оние кои се представуваат како оние кои се во непосредното Божјо присуство. Во Библијата се спомнуваат херовимите Гаврил и Михаел. Михаел, како превод на тоа име, е тој што е како Бог. Тој во библискиот контекст, кога читаме пророкот Даниел, тој е како водач на Божјата армија. Тој е на некој начин кој се бори со Божјата, тој е како водач на Божјата армија. Гаврил во превод на наш јазик значи Бог е мојата сила. И е оној кој ги зборува Божите зборови. Повторно, дури и нивните имиња зборуваат повеќе за нивната функција, отколку за тоа кој каква важност и ранг има во таа некоја небесна хиерархија. Тоа е помалку важно. Јас би сега да погледнеме во јазикот и пораките на ангелите. Кои теми доминираат помеѓу ангелите во небото или кои теми се откриваат на нас во библискиот текст? Веројатно ангелите прават муавет еден со друг. Веројатно прават муавет. Како ги замислуваме дека се во некоја величествена светлина и само што на харфа свира таму? Како ги замислуваме ангелите? Веројатно разговараат еден со друг. Веројатно споделуваат некои муавети што ги имаат. Може би ќе се прашаат како ти поминат денот, не знам. Не знам што разговараат. Но тие се битија кои разговараат едно со друго. Разговараат за нешто, имаат некаква рутина. Ангелите верувам дека имаат некаква рутина. Знаете, мислиме дека тие се надвор од времето и просторот и сега се у некоја константна досадна состојба. Не знам никако да кажам. Едноставно, тоа звучи како затвор. Едноставно, ништо не тече, се како да кажам, се стои во место и само треба да бидеме вештачки радосни за тоа што се случува. Ние ангелите имаат некоја своја рутина, некоја своја задача. Имаат некои работи за кои размислуваат. Имаат некаков вредносен систем. Која е најважната работа што тие може да прават? Кои се некои како и ние. Има некои работи кои се најважни што мора да ги направиме и кои ни причинуваат најголема радост. Има некои работи кои се нормални работи, едноставно ги правиме. И така натаму и така натаму. Зашто не го размислуваат ангелите и што им е важно? Прва работа, тие секогаш се носители на Божјата порака. Тие не разговараат за друга работа, освен за тоа што Господ го има на ум. Тие се носители на Божјата порака. И знаете ли што? Друго не ги интересира. Кога се појавија на пастирите, не ги интересираше тоа што Ирод и целиот Ерусалим беше вознемирен, затоа што нели му кажале дека се родил идниот цар и сега Ирод е веќе на врх срца и ќе испотепа све живо околу него. Воопшто не ги интересираше тоа. Тие бе радосни затоа што Исус се родил. Тие го гледа тој аспект. Божјиот дел од она како Господ го гледа созданието. Втора работа. Секогаш се извршители исклучиво на Божјата задача. Тие немаат, да кажеме, некоја своја агенда. Разбирате? Тие се секогаш извршители на Божјата агенда. Точка. И тие се верни на таа агенда до сам крај, до секој детал. Се верни на таа агенда. Тоа што Господ им го наложи, тие го извршуваат во целост. Трета работа. Секогаш се засегнати, и сега ќе да кажам еден термин кој е многу важен, секогаш се засегнати само за Божјата економија, но не и за световната. Тоа е важно за нас. Има Божја економија
има световна економија. Која е световната економија која нас не обкружува? Искрено да бидам, овие денови ми е преку глава. Еве ќе ви кажам. После, по кој знае кој пат, има некој разочарувачки епилог на уште еден европски самит. И секојаш е важно се подсетиме на тоа. Некои земји кои беа позади нас, сега се пред нас, ги примија од таа Европска унија, а нас пак не оставија да чекаме и така натаму. Не знам дали тоа влие на вас или веќе ви е баш ви е гајле, пошто тоа не пропада, нели, прв пат кога ќе се чуе тоа е као нас не оставија, другите влегоа, ама кога веќе 10-ти пат го слушаш тоа, као па да, сега, мислам. Го слушаме тоа веќе. Но знаете ли што? Колку и да не влие тоа на вас, има некој генерално разочарување, затоа што не сме мрднале. Колку и тоа да не влие, колку да се правиме духовни херои, има нешто што едноставно те разочарува длабоко, дека повторно си оставен, повторно ние сме на некој дзидот на срамот со многу корупција, ние пак нешто не правиме, не извршуваме. Искрено да бидам, имав средба со неколку пастори од бивша Југославија и неколку беа организирани, ние македонци пак бевме најнеорганизирани, искрено се појавив таму, имав малце срам. Зошто ние да сме најнеорганизирани? Толку ли не бива, човече? Тоа е, да кажеме, некаква световна економија. Едноставно е разочарувачка, безнадежна, нема напред, нема едноставно нема на што да се фатиш. Тоа е човечката и световна економија. Но има и Божја економија, која честопати е диаметрално спротивна на оно што на вистина се гледа на површина. Јас се надевам дека таква е Божјата економија за нас овде во Македонија. Видите зашто ангелите се најмногу засегнати. Во Прво Петрово, кога Петар зборува за спасението, за таа некоја Божја економија која делува во светот, апостол Петар во неговото прво послание, првата глава 10 до 12 стих вели вака: тоа спасение, за спасението збори, го бараа и испитуваа пророците, што прорекоа за вашата благодат. Фактички целата историја на пророштвото и на пророците, тие испитуваа за спасението. Тоа беше нивната, тие размислуваа за Божјата економија. Знаете, да се биде пророк во Израел не е лесна работа. Како да ви кажам? Исус вика за Ерусалим: ти кој ги уби пророците. Читајте го животот на еден пророк, едноставно како прво не е лесен. Втора работа си мислиш дека зборуваш на никој. На Езекијал Бог му вика збори, ама вика никој не ме слуша. Ќе збориш за да знаат од после дека имало пророк кој збори, иако не те слушаат сега. Тешка задача е тоа. Значи пророците размислуваа и зборуваа за Божјата економија, тоа е Божјото спасение. Вели откако испитаа во кое или какво време им јавуваше Духот Христов однапред, кој беше во нив, сведочејќи за Христовите страдања и славата која иде по нив, им беше откриено дека тие не за самите себе служат, туку за вас, со она што ви се јави сега вам преку оние кои го проповеда Евангелието од небото преку Светиот Дух. Сите пророци од Стариот Завет сватија дека тие нивната задача или нивната мисија ја немаат за нив, туку целата мисија и целиот живот го посветуваат за генерацијата која допрва доаѓа, која ќе биде во Божјата економија на спасението, а тоа сме јас и ти, кои сме го прифатиле Евангелието и сме го прифатиле спасението или Евангелието од небото преку Светиот Дух. И слушнете како завршува Петар: во кое копнеат да дзирнат и ангелите. Таа е тема за која нас ни е дадена слободно да размислуваме, да живееме, да едноставно да бидеме во таа тема, да бидеме во тој живот. Тоа е нешто во кое ангелите копнеат да дзирнат. Ангелите копнеат да разговарат за таа тема. За како Господ го спаси светот. И знаете ли што? Тоа е најинтересната приказна некогаш кога постоела. Таа приказна се пројавува во сите познати приказни кои ние сме ги читали или сме ги гледали на филм. Имаше период во кој премногу го користев Lord of the Rings, Господарот на прстените. Престанав, ама мислам дека сега пак ја употребувам. Во таа книга се искористиле сите символи
на Божјата спасителна историја од почетокот и заклучително со Месијата Исус Христос. Ако нешто многу не трогнува во најубавите приказни, ја имате само пожртвованоста, ја имате само пожртвованата љубов, го имате откупувањето, ја имате милоста, сите тие теми кои се воединуваат во личноста на Исус Христос. Истата приказна се раскажува одново и одново и одново. Во тоа нешто копнеат ангелите да видат. На нас не е дадено на тацна. Сите пророци служеа за ние да пребиеме во тоа спасение. Дали некогаш сте слушнале небесен јазик искажан од ангел? Јас сакам да ви прочитам еден небесен јазик, еден од најубавите небесни јазици искажани од ангел. Се наоѓа во Библијата. Во што се состои Божјата економија? Во Лукиното Евангелие 2 глава 14 стих ќе го обработиме сега тој стих. Ангелите се појавија на пастирите и рекоа вака: слава на Бога во висините, а на земјата мир и помеѓу луѓето добра волја. Како звучи тоа? Искрено да бидам, кога се наоѓам понекогаш во некоја темна сезона, како што беа пастирите во една таква околина, ги пасеа овците среде ноќ. Дали сте били? Обично тие што живееме во град навикнати сме на улично осветлување или дома светло. Ако сте во планина, темнината е стварна темнина. Едноставно нема светло. Може има некој оганче, ама како да кажам, ве осветло од напред, ама овака наоколу кога ќе погледнете е темно. Баш минатиот понеделник бев со Филип Иванов, седевме, не бевме на кампинг, не спиевме таму, ама од 3 сат поручек до 9 сат вечерта бевме во планина и таму си поминавме прекрасно. И кога беше многу темно се враќавме низ планината дома. Беше многу убаво, мене ми е убаво. Но темнината е темнина и е страшна. Кога во животот се наоѓа во една таква темнина, обично се сеќам на овие зборови: слава на Бога во вистината и на земјата мир и помеѓу луѓето добра волја. Каква е таа порака за земјата во која живееме? Зарем постои поважна порака од оваа? Зарем постои поголема потреба од оваа? Размислите убаво. Не само за војните во Украина и Израел. Размислете во вашиот дом, во вашето обкружување. Дали има потреба од оваа? Слава на Бога во висините, а на земјата мир, а помеѓу луѓето добра волја. Верувам дека за да го разбереме она што ангелот го зборува, ќе треба да почнеме од назад према напред да го дешифрираме. И верувам дека од назад ако почнеме ќе дојдеме до суштината што е тоа што ангел всушност ни порачува на нас како луѓе. Да почнеме од назад. Добрата волја помеѓу луѓето. Јас искрено сметам дека добрата волја помеѓу луѓето станува се поретка. Јас, да бидам искрен, не гледам закон кој на нас ќе ни го наложат, кој ќе не натера се сакаме едни со други. Не постои такво нешто. Ние не многу закони каде треба да има кохезија, не знам што се треба да има, ама не постои закон кој нас ќе не натера да се сакаме, да се љубиме едни со други. Не постои такво нешто. Да имаме добра волја. Тоа ми звучи како една невозможна мисија од оваа гледна точка кај што се наоѓам. Да имаме добра волја во Македонија помеѓу луѓето. Јас искрено сметам дека тоа се помалку го има. Секое добро дело се зема со резерва и секој ќе те праша: а што имаш ти од тоа? Јас лани кога одев за Африка и обично луѓе прашуваат: а што имате таму? Што имаш ти од тоа? Разбирате? У стилот одиш, мислам, окей, во Африка одиш, човече, не е тоа едноставно, но што имаш ти од тоа? Што е важно и популарно денеска, ќе ви кажам вака. Или отсуството на добра волја се прикрива со некој глобален проект, кој е крајно безличен проект. Имате многу луѓе кои идеолошки притискаат за некакви принципи и идеи кои бараат голема жртва од сите, и во тој опширен аспект се губи било каква личностна одговорност или некоја само жртва.
например, да ја спасиме планетата Земја. Знаете ли кој проект е тоа? Ја не можам искрено да ви кажам да го исчистам станот. Да ја спасиме планетата Земја. Ова е као, и може да го постигнеме тоа, стварно. А први да го исчистиме градот, па после планетата Земја. Само финтава е што, кога ќе кажеш дека си од една така глобална наратива, звучи многу примамливо. Се губиш ти како личност и твојата одговорност се губи таму. Затоа што обично го откриваш долниот веш на сите околу тебе, ама твојот е покриен. Разбирате? Во една таква мисија, во една таква глобална мисија која е преплавувачка, само да помислиш на таа работа, се губи личната одговорност или некаква саможртва, која во суштина е суштински аспект за било каква промена. Луѓето само сакаат да бидат дел од некоја поголема приказна, без при тоа нешто да ги чини. Има присутен цинизам во голем дел од коментарите на секој пост кој ќе го видам. Јас не сум активен многу на социјални медиуми, верувам дека тоа го гледате, но мојот колега и пријател Филип Иванов е многу активен. Често пати правам муавет со него за постовите што ги пишува, па и споделува со мене или правиме муавет понекогаш за некои работи што ќе ги постира доправа. Интересно е колку цинизам има во голем дел од постовите кои тој ги постира. Знаете, еден руски писател Запорев кој беше вика нема добро кој нема да биде казнето. Нема да биде добро кој ќе биде направено кој нема да биде казнето. Во такво општество живееме. Ќе направиш добро, ти ги бидеш казнет за тоа добро, друже. Не бидеш пофален. Едноставно луѓето не можат да прифатат дека постои било каква можност помеѓу луѓето да има добра волја, без при тоа да има пресметливост или завидливост. Пред некој ден со Фани гледавме како на еден уличен проповедник, ако се сеќаваш, еден дечко застана и почнува да го псуе, да го навредува. Човекот зборува, мислам кај нас го нема тоа, ама во Америка, во тие некои западни земји имате улични проповедници и така натаму. И човекот ја проповеда добрата вест и застанува еден дечко очигледно во страшна ситуација, може би бил зависник, може би го слушнал Евангелието, ама веќе не го верува. Тој верува дека за него веќе нема милост, друже. Тоа е, нема управање. И тој почна да го псуе проповедникот. Вика, ова не е точно. Не може ова да е точно. Не затоа што има нешто лично против човекот кој го зборува тоа, туку затоа што пораката на Евангелието за мир во душата и простувањето без прито да платиш ти нешто и слободно да го примиш спасението му изгледаше како навреда за неговата ситуација. Затоа што такво нешто не е возможно. Уличниот проповедник Прибран продолжува да зборува со него и го предизвикува на сред улица да ја вкуси Божјата благодат и милост. И тој млад човек завршува во преградката на тој проповедник и во молитва го прима Божјото спасение, кое не можеме да го заслужиме, само можеме да го примеме. Тоа е Божјата економија. Тој човек не може да поверува дека може нешто бесплатно да прими. Може да прими некоја добра волја, без прито да ја плати скапо. Добрата волја може да се види во многу библиски стихови како логичен исход од припадништвото во Божјото семејство. Имаме во Јован 13 глава 12 до 14 стих, кога Исус е таа последна вечер со апостолите, вели вака: ако го им ги изми нозете, тоа е Божјата економија. Кога Исус им ги изми нозете на апостолите, ја облече облеката и седна пак на трапезата па им рече: знаете ли што ви направив? Вие ме нарекувате учител и Господ и право велите. Така е, бидејќи сум. Ако пак јас, Господ и учител, ви ги избив нозете, тогаш и вие сте должни еден на друг да си ги миете нозете. Тоа е добрата волја помеѓу луѓето. Да си служиме еден на друг. Да си служиме. Не да го наплаќаме тоа, да си служиме еден на друг. Јован 13, 34, 35 вели вака: нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг. Како јас што ве возлюбив, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа ќе ве познаат сите дека сте мои ученици, ако имате љубов меѓу себе. Тоа е добрата волја помеѓу луѓето. Кога ангелите навестува за Христовото раѓање, те навестува што ќе се случи со Христовото доаѓање на земјата. Што ќе значи тоа за светот?
во кој Христос е отелотворен. Што ќе значи тоа за светот, за кој Христос умрел и го дал својот живот и воскреснал? Тоа е добрата волја помеѓу луѓето. Тоа не е човечки проект, затоа што тој ние не може да го постигнеме. Туку Божи проект, кој Бог веќе го овозможил, а човекот може само да го прифати. Но добрата волја помеѓу луѓето зависи од еден друг аспект од Божјото спасение, а тоа е мирот кој пребива во луѓето. Што велат ангелите? Добрата волја помеѓу луѓето, но мир на земјата. Како доаѓаме до мирот на земјата? Мирот доаѓа од едно единствено место. Политички не може да дојде до мир. Мислам, доволно е да читам малку историја, светска историја, ќе видите дека мир, период на мир немало никогаш. Обично пред да избијат овие две големи војни, Украина и Израел, или имаше као некаков мир, као да не дојде некоја голема војна во Европа и не знам што. Таму кај што одим во Африка, 6 години веќе има војна, само што не известуваат за таа работа, зашто нема логика веќе, разбирате, веќе не е интересно. Иначе стално има војна. И јас, например, еве со Фани запознавме пред месец дена во Данска, или колку беше поима, немам, запознавме едно дете кој е од Конго, кој живеело во Уганда, и благодарејќи на тоа што татко му бил доктор, затоа што сите, мислам, он има во своето семејство луѓе кои биле заклани или регрутирани како деца војници. И тоа е активна ситуација, разбирате, тоа не е устелот има криза, нема криза, тоа е ситуација таму. Немало момент во светската историја каде што имало мир, настану има војни. Но кој е изворот на мирот? Еден од последните зборови кои Христос ги дава на апостолите е повторно во Јовановото евангелие, моето омилено евангелие, само да знаете. Јован 14 глава 27 стих вели вака: Мир ви оставам, мирот свој ви го давам. Јас ви го давам, но не како што го дава светот, да не се плаши срцето ваше, ниту да страхува. Јас ви давам мир. Мир кој ќе отиде преку секоја ситуација во која се наоѓате, мир кој може да опсти во секоја ситуација во која се наоѓате, мир кој оди над нашето разбирање, мир кој ги задоволува нашите најдлабоки потреби, потреби кои ние не знаеме дека постојат во нас. Еден таков мир Христос нас ни дава. Не мир како што го дава светот, каков и да е тоа политички мир, каков и да е тој мир. Не го подценувам било кој напор за мир, уопште не го подценувам. Но вистинскиот душевен мир, кој носи добра волја помеѓу луѓето, е мирот кој доаѓа само од Христос. Помирување со Бог и помирување еден со друг. Тоа е изворот. Тој е изворот на мирот. Тој и така е најавен во Божјата економија. Тоа беше начинот на кој Бог ќе го воспостави своето царство. Обично кога зборувам за царство во историјата, обично се мисли на Цезарот, кој убил 1,000,000 гали и друг 1,000,000 поробил. Кога збориме за светската историја на моќните цареви, нивната слава се темели на тоа колку освоиле преку војна, преку ужаси, кои не можеме ни да ги замислиме. Кога зборува Библијата за царот, кој Господ ќе го прати, го испраќа во тој контекст како некој кој носи мир, не меч, носи мир. Во Исајаш 9 глава 5-6 стих вели вака: Зашто дете ни се роди, син ни се даде, власта е на рамењата негови, и ќе го наречат како чудесен советник, Бог силен, Отец вечен и кнез на мирот. Неговата власт и мирот, тоа се една со друга работа спојни во едно владење. Неговата власт и мирот. Не неговата власт која ќе донесе некаков мир. Неговата власт и мирот. Тоа е суштината, ти идат заедно кај него. Неговата власт и мирот бескраен ќе растат врз престолот на Давид и во царството негово, за да го утврди тој, да го зацрсти преку суд и правда од сега па довека. Тоа ќе го направи ревноста на Господ Саваот, Господ Семоќен. Само преку Божјиот мир доаѓаме до таа благосостојба до која копне секој поединец, копне целиот народ.
доаѓаме до таа благосостојба. Знаете, во тешките моменти, кога ќе сме избезумени, ние можеме и сакаме да освоиме, сакаме да се излактаме, сакаме да избуткаме некој од нашиот видеокруг. Сакаме некој кој не ни припаѓа во нашата дефиниција за заедница, да го нема. Но вистински тоа никогаш нема да донесе благосостојба, затоа што секогаш ќе имаш некој кој ќе ти направи некој жулј, кој ќе ти стапне на опашот. Секогаш ќе имаш некој таков. Во моментов може да е една група или еден човек, но секогаш ќе имаш некој кој не ти одговара. Затоа што ние сме од друга страна суетни битија. Такви сме. Благосостојбата или оној производ во кој Господ нас не повикува, доаѓа само преку мирот кој доаѓа од Бог. А како доаѓаме до Божиот мир? Ангелот почнал со една фраза. Слава на Бога во висините. Слава на Бога во висините. Изворот на мирот и на добрата волја и кога Господ е прославен. Вистинската подреденост на созданието во контекст на тоа како што било замислено од самиот почеток, едноставно ќе овозможи живот во мир и добра волја помеѓу луѓето. Знаете, Бог не е Бог само на христијаните. Да не забораваме, Бог е создател на се видливо и невидливо. Ако ви треба да се подсетите на тоа, таму го има никејското верување кој црквата го има од самиот почеток. Веруваме во Бог, Отецот, Вседржител, создател на се видливо и на се невидливо. Создател на апсолутно се. Тој е Бог на сите. Не само на христијаните. Тој е Бог на сите. И тој има одредена замисла како тој свет може да функционира. Има одреден дизајн како тој свет би требало да оперира. И само помеѓу мирот со Бог доаѓа мирот со луѓето и добрата волја помеѓу луѓето. Ако славата му ја дадеме целосно на Бог, благословено името на Бог како што пеевме. Инаку овие зборови доаѓаат даваш, земаш ти, благословено името на Бог. Овие зборови произлегуваат од еден библиски текст. Од книгата на Јов. Сте читале книгата на Јов? Од таму излегуваат овие зборови. Од најголемото страдание кој можеме да го видиме после Христовото. Јов, кој пострадал многу, каде што бил предизвикан многу да го плукне името на Бог. Јов во сред тоа страдание ќе каже: даваш, Господ даде, Господ зеде, благословено е името на Бог. И таа песна што ја пеевме, ја пишува еден писател на песни. Во моментот му доаѓаат овие зборови кога во суштина го губи синот, му умира синот. И тој тогаш ја пее оваа песна. Даваш, земаш ти, благословено да е името на Бог. Само тогаш доаѓаме до мир. Кога тој човек имаше мир, ако славата и благословот не му го дадеше на Бог, на кој начин дојде Божиот мир во него и дојде благосостојбата и добрата волја помеѓу него и неговата сопруга или не знам, во семејството каде што тој живее. Слава на Бога во висините е почетокот на апсолутно се, затоа што тоа е дизајнот во кој Бог не повикува да живееме. Бидејќи живееме без страф, без суетен надпревар, без љубомора и ќе бидеме задоволни со тоа што Бог нам ни го дава. Зборовите на ангелите покажуваат дека го гледаат созданието од Божја перспектива. Секогаш кога ќе читаме зборовите на ангелите, читајте да видите во каква перспектива, каков поглед на нештата имаат ангелите. Читате само пред тоа да видите каков пример евангелистот ја опишува состојбата, а што гледат ангелите. Многу интересно. Нивниот поглед на светот зависи од тоа како Бог го гледа светот. Тоа е најважната работа. Прашање за нас, како ние го гледаме светот во овој момент? Како ја гледате ситуацијата во Македонија? Како ја гледате светот, вашиот свет, вашиот личен свет? Јаволска работа ги гледам као јаволска, не ги гледам као Божја. Важно да бидете искрени со себе. Тоа што, втора работа, тоа што интервенираат кога е потребно ангелите, тоа што интервенираат, покажува дека во конечност Бог ја има контролата. Што е да се случува? Мирот и радоста која ја гледаме кај ангелите, зависи од тоа што тие во суштина гледаат дека во нередот и хаосот на светот, сепак Бог има контролата.
едно хипотетичко прашање за нас, или само рефлексивно. Каде е нашата надеж и од што зависи нашата радост сега? Личната Божја објава преку видење треба да остане лична, јас тоа го сметам. Обично луѓе кога имаат некоја лична објава, тоа го разгласуваат низ цел свет за да се покаже колку сме духовни, нели? Јас сметам дека личната Божја објава, па дури да видите ангела, треба да остане лична. Освен кога можеби ќе послужи за некогаш како некое сведоштво. И сакам да ви споделам едно мое лично сведоштво. Тоа беше моментот кога јас и Фани бевме месец дена пред нашата свадба, пред да продолжиме со некакви теолошки студии, пред да продолжиме во мисијата. Седиме се молиме со Фани и знаете, јас немам такви искуства. Не сум јас сега да ви кажам дека јас имам секој ден такви искуства. Не, имам едно, 2-3 искуства во животот, имам такви, кои за мене беа многу важни, лични и важни искуства, во кои додека се молевме со Фани, едноставно има видение. Видение како ангел ми зборува, дека Живко, вие ќе бидете употребени од Бог многу, но не сега. Подоцна. А ние се спремаме за мисија, се спремаме за што ли се не. Кажам, Господи, ако тоа е твојата волја, нека биде така. А не ангел беше. И па видов како ангел. Знаете, Библијата кажува дека Сотона да знае да се појави како ангел на светината, нели? Имаше турбуленции многу во тој момент. Имаше многу работи кои се случаа во тој момент, во кои нема да одам во детали. Но едноставно видевме колку непријателот напорно работи да нас не исфрли од тој колосек во кој Господ нема повикано. Беше многу тешка сезона за нас во тој момент. Тоа што нас не врати на правиот пат беше постојано пребивање во Божјото присуство и читање на Божјиот збор. Затоа што на тој начин Господ нас не опремува да го препознаеме неговото присуство, да ги препознаеме неговите зборови. Да го препознаеме неговото присуство, неговиот збор, макар искажен од гласник како на ангел. Но и да го препознаеме присуството на непријателот и неговиот збор, макар и искажан од гласник како ангел. Јас обично се потресувам кога ќе помислам што ако Јосиф не го препознаеше Божиот ангел и не го послушаше и кажеш, каков кошмар имав човече. Да си продолжиме со денот. Што ако Јосиф не го препознаеше Божиот ангел? Што ако јас ги прифатев овие зборови преку тоа видение? Ова беше мојата порака за ангелите, за светот на ангелите, која јас верувам дека е многу пореална од колку што ние можеме да замислиме. Има една стара песна, и со тоа ќе завршам, ја пее Елвис Пресли. Многу си го слушам оние госпел албумите од него. Има еден македонски препев на таа песна од едни наши пријатели, се викаат Сестри Карамазови, кои ќе ни бидат гости некоја богослужба тука. И вика вака песната: живеам во свет кој не те познава, барам јас некој ти во кат, но нема мир, јас не го наоѓам, кај да одам, о Боже мој. И рефренот вели вака: кај да одам, кај да одам, да најдам мир за духот свој. Потребен ми е добар пријател, кај да одам, о Боже мој. Денови минав барајќи мир, но сватив дека мир си ти. Ти даваш мир и надеж во овој свет. Одај да дојдам кај тебе. Сега јас за тој мир ќе кажувам: мир што го нема овој свет. Изворот јас го најдов во Исус и има мир во душата. Кај да одам да најдам мир за духот свој. Слава на Бога на висините, на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Нека таа порака и нека таквиот живот тече преку секој еден од нас. Ајде се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам за тоа што ти прагаш и ангели, Господи, да навестат твојата радосна вест. Господи, ти не повикуваш да бидеме дел од таа твоја економија за овој свет, каде што, Господи, преку својот Син Исус Христос го донесе спасението кој е и вистинскиот мир кој на нас ни е потребен. Боже мој,
помогни ни во оваа сезона од животот да се фокусираме на Тебе, Господи Боже мој. Да го примеме тој мир кој доаѓа само од Тебе и да носиме таа благосостоја помеѓу луѓето помеѓу кои живееме. Господи Боже мој, се оставаме во Твоите таткови раце. Чувај не и води не. Амен.